Со секој нов бран на енормно загадување на воздухот во градот на маските, се случува и нов бран на потрага по маски во аптеките. А таму маски за загадување? Нема. Буквално никакви? Не, никакви. Најобични има 8 денари, хирошки. А овие што се со активен јаглен са? 900 денари си иначе. А од кога нема? Еве 3-4 дена. Би требало да пушти. Имавме со активен јаглен, тие беа околу 200 денари, трае 72 часа. Претходно имавме исто со активен јаглен, 120 денари за 5 дена. Сега овие нови не стигна. Само за 24 часа, значи за едно деноноќе. знаат ли граѓаните каква маска да купат? Од каде добиваат информации за нивото на заштита? Некои сами пребаруваат на интернет, други се советуваат со лекари или аптекари, трети купуваат по препорака од пријатели. Па викат дека тие поскапите као биле поефикасни. Така викаат, а меѓутоа, ако вака продолжи, не знам што ќе биде поефикасно. Сметам дека нема голема полза тоа. Сепак се вдишуваат тие се толку ситни честички, а тие што се маските убави што викаат дека заштитуваат, се многу скапи. Со филтри, со ова, со она, мислам дека се тие нешто по-добри, по-превентивни за загадувањето. Сега малце ведро е, нели, дувна ветре, ама нема да го чекаме тоа, така да ќе се спремиме за маска, мора, нема друг начин. Скопје едно на која маска е ефикасна, која не е? Па од аптекија ни рекоа дека има, сега тамо ќе видиме. Сигурно и цената е пресудна, што е поскапа подобро. Тие што се 120 денари ги промовираат дека се носат, можат да издржат 5 дена, а јас пробав така, значи од еден ден повеќе не можат да издржат. Поиздржлива маска е 1000-арка. Кој може да се дозволи да се обезбеди? Поради различните информации, 360 степени направи блиц истражување за ефикасноста на маските. Постојат европски и американски стандарди за маските за лице. Стандардите на ЕУ разликуваат 3 категории на маски, означени со кодовите FFP1, FFP2 и FFP3. Сите 3 типа ги задржуваат и PM10 и PM2,5 честичките, но со различна ефикасност, од 80 до 99%. Американската категоризација ги користи ознаките N95 и N99, а разликата повторно е во нивото на задржување на опасните честички. Овие стандарди се прифатени и се спроведуваат од Институтот за стандардизација на Македонија. Оваа маска купена во Скопје ја има американската ознака N99. Има филтер и активен јаглен, произведена од американска компанија во Јужна Кореја и во упатството пишува дека ги филтрира опасните честички со ефикасност од 99%. Нејзината цена во аптеките беше 890 денари. Македонската агенција за лекови дала одобрение за овој производ и овој тип на маски да се најдат во продажба во ноември минатата година. Меѓутоа, стандардите се предмет на разногласие кај лекарската фела. Можам да кажам дека единствено што може би е докажано дека тие маски помагаат оние што се со активен јаглен, меѓутоа и тие не се волшебни. Со оваа теза не се согласува пулмологот Ангелчо Андоновски. Научна подкрепа стои за секоја спецификација на одредена маска. Ние кога и да отвориме пребарувач некој кој што ќе ни каже соодветно, значи стои таму и студија врз какви честици, со какви честици е работено и е докажана нивната, како да кажам, корисност од тоа што е регистрирано. Секој дека тој продукт е регистриран продукт, тој продукт не може да помине и никаде во Европа, па ни во нашата држава без да биде регистриран. Но кога се поставува главното прашање, каков тип на маски препорачуваат докторите, нема јасен одговор. Од клиниката за пулмологија, иако изминатата година, ги повикаа граѓаните да се обратат кај нив за совет околу изборот на маска. Годинава не се огласија. Директорот на Институтот за белодробни заболувања во Козлепак се повика на лекарската етика и не упати одговори да бараме во аптеките, иако не станува збор за брендови, туку за стандарди.
ние не можеме да дадеме конкретно таа и таа препорака, бидејќи би било тоа фаворизирање на одреден момент. Ние секако тоа не смееме да го направиме, тоа не е етички од наша страна, нити па ќе биде направено. Затоа викам, релевантните институции се тие кои што се повикавме и претходно, кои што може да кажеме тука и Агенцијата за лекови, која што ги тие помагала да регистрира. Тука се и оние институции кои што го прават сето тоа истражување на тие продукти за да би биле нели внесени во нашата држава. Мислам дека одговорот треба таму да се побара, јас пак ќе кажам, имаме широк диапазон на тие маски во нашата држава и тие треба да бидат користени. Конкретно мислење добивме единствено од професорот на Институтот за јавно здравје, Драган Ѓорѓев, која користи американската номенклатура. Ознака N95, N99 е битна, значи дали 95% пречистуваат овој ранг од 0,3 микрони до 10 микрони или 99 кој што е уште по-ефикасно. Повторно, сега изборот би бил и према вулнерабилноста на групацијата, имате хронични болни, имате астматичари кои што ќе барат многу по-голема филтрација, да кажем, измеѓу, иако не е толку голема разликата меѓу овие 2,95-99. Значи, вулнерабилните групи, ако веќе мора да излегуваат, секако дека треба да ги имат. Децата се исто така вулнерабилни, а посебен фокус е на работниците кои што работат во отворено, каде што и уште повисок степен на филтрација, бидејќи имате маски со 1, 2 или 3 филтра, па после доаѓа активниот јаглен или помалку филтри пред активниот јаглен. За овие кои што навистина работат на отворено, имате безброј градежни работници кои што се изложени скоро цел ден на сите видови на аерозагадување кај нас, тој повисок степен на филтрација е да кажеме препорачлив. Некои од маските што се препорачуваат за употреба ги нема во аптеките, туку во продавниците за ХТЗ опрема, зашто се користат во градежништвото и индустријата. Професорот Ѓорѓев се сеќава дека до пред 10 години маските што се увезувале прво биле тестирани во институтот во кој работи, па потоа биле пуштани во продажба. Сега нема такви лабораториски тестирања. За маските што се користат како медицински помагала, контролата е препуштена на Агенцијата за лекови, но само врз основа на документацијата од странскиот производител. Државата треба да процени дали увозот на тие маски ќе подлежи на некакви одобрувања, било само на документацијата која доаѓа со нив, или ќе оформи лабораторија и капацитети на лабораторија каде што ќе се тестира веродостојноста. До тогаш, пак велам, по принципот на увоз на други видови на материјали кои влијаат врз здравјето, во колку целата таа документација е комплетна и доаѓа од референтна земја, референтна институција, верувам дека тој систем ќе оди многу побрзо со проверка на документација, него со експериментално тестирање. Одговорната институција тврди дека се води сметка за квалитетот. Од надлежната агенција тврдат дека ниедна маска не може да се најде на македонскиот пазар ако не ги исполнува стандардите. Увозот се одобрува само дури откако ќе се помине целиот процес на регистрација, уверуваат од агенцијата. Останува уште лекарите да се усогласат која од овие маски е најсоодветна за користење во услови на нашето аерозагадување.